Цивил медија. Како помина 2018 година во однос на политиката и општеството, граѓанскиот сектор, кои беа очекувањата, а што на крај добивме како резултат? 2018 мислам дека е јасно дека беше обележана со една засилена меѓународна активност, решавање на спорот за името, Преспанскиот договор, нели, и сето тоа што тој донесе понатаму во собраниска процедура. Време кога и ние како граѓански сектор бевме во исчекување да видиме што ќе се случи понатаму, и морам да кажам дека бевме сите помалце и толерантни по однос на другите пропусти кои што се случуваа, кои што главно се однесуваа на реформите. Меѓутоа тоа заврши. Ги видовме сите циркуси кога станува збор за пазарењата и гласањето во собрание на Преспанскиот договор, бегството на Груевски, кое што за мене ќе биде настан кој што верувам секогаш ќе ме потсеќа на 2018 година, и секако законот за амнестија. Освен Преспанскиот договор, сето она што се случуваше заради обезбедување гласови, тука го поврзувам и законот за амнестија, се удеше во насока на дерогирање на некој начин на правдата и на правото, на правната држава генерално, нешто на што ние како граѓански сектор остро реагиравме, реагирајќи при тоа и за непостоењето на соодветни истраги и утврдување на одговорност за бегството на Никола Груевски. Сега започнуваме 2019 година со се уште неисполнет план, 369 планот, па и оној 18, неисполнети реформски зафати, кои што се круцијални за Република Македонија, имајќи предвид дека веќе беше отворено кај нас и 23 и 23-тото и 24-тото поглавје, односно имаше објаснувачки скрининг, да не заборавиме дека законот за недискриминација, кој што беше во фокусот на граѓанскиот сектор години наназад, во моментов е заглавен. Во собраниска процедура постои очигледно и по однос на овој закон одредено пазарење помеѓу партиите, па се споменуваат некакви религиозни чувства, дека ќе биле повредени со донесувањето на овој закон, што повторно се спречува да дојде слободата и еднаквоста во Република Македонија. Нешто за што оваа влада се заложи дека ќе го оствари. Да не заборавиме, законот за спречување и заштита од дискриминација е закон со европско знаменце. Закон кој што обезбедува сите во Македонија да имаат еднаков третман кога станува збор за заштита од дискриминација. ЛГБТ и луѓето, со самиот факт дека сексуалната ориентација не беше предвидена како основ во законот за недискриминација и родовиот идентитет, со самиот факт дека ги немаше тие основи, не можеа да добијат соодветната заштита од повреда на нивните права. И сега повторно се наоѓаме во ситуација, дури слушаме изјави од вице-премиерот дека тоа морало да се договори на ниво на влада помеѓу партиите. Јас сметам дека еден таков закон кој што треба да биде основа за демократските принципи за кои што сите ние се бориме, не треба да биде предмет на пазарење. Навистина станува дегутантно кога гледаме како и кривичната правда, за која што толку многу се боравме, беше повторно нешто што не го гледаме во Република Македонија, поради меѓупартиски пазарења. Сега законот за недискриминација, антикорупцијската комисија, сето она што всушност беа заложби на граѓанскиот сектор кога се случуваше шарината револуција, кога шарината револуција даде подршка, односно граѓанскиот сектор и граѓанските активисти дадоа подршка на социјалдемократите во рушењето на режимот. Очигледно се забораваат некои работи. Кредибилитетот на оваа власт во многу се должи на поддршката на граѓанскиот сектор и на тоа што тој го вложи во работните групи, во релевантните министерства, каде што сите ние членуваме и го трошиме својот капацитет и енергија само за да помогнеме, сметајќи на тоа дека нема доволно капацитети во владата, што владата сама го признава, нели? Да останат
единствено како заложби. Тоа ќе биде крајно разочарувачки за нас. Меѓутоа, мислам дека борбата против режимот на Груевски ги направи граѓаните на Република Македонија да бидат многу посвесни за тоа што можат, за тоа што се нивни права и како треба да се изборат за тие права. Мислам дека граѓаните нема повторно да дозволат да дојдеме до тоа ниво да бидат уништени сите принципи на правната држава. Мислам дека повиците за протест, особено кога се случи бегството на Груевски, потоа законот за амнестија, треба да бидат сватени сериозно. Може би сега нема да има протести. Меѓутоа, доколку Република Македонија, односно владата на Република Македонија, не успее во она што значи реформи, не ги воспостави темелите на правната држава и не се бори остро против корупцијата, против дискриминацијата и сите други принципи за кои што ние се заложуваме, нема да биде чудно граѓаните повторно да сакаат да го искажат својот револт на улиците како крајно средство за демократско средство за борба за нивните права. Јас сум сепак оптимист и ентузијаст секако, да не сум, тогаш би требало да ја напуштам функцијата која што ја вршам, бидејќи да се бориш против неправдите во ова општество навистина е многу тешка работа. Меѓутоа сметам дека граѓанскиот сектор секогаш ќе биде поен плюс на оваа власт, доколку е доволно умна да го свати тоа. А дали ќе биде воопшто на оваа власт со сите овие предупредувања, со сите неисполнети ветувања кои што ние како граѓани ги очекуваме, и дали ќе им биде доволна една година со оглед на тоа дека предстојат председателски избори, се збори за предвремени парламентарни избори, а владата уште не е излезена од сите тие политички пазарења. Кои се перспективите всушност? Кој крајниот исход, да речеме, оваа година? Тоа е еден од ризиците. Значи, ние знаеме што се случува пред секој изборен процес. Пред председателските избори верувам дека се ќе биде ставено во заден план, само за да се спроведе кампањата, нели сите ќе бидат во таа една предизборна еуфорија во која што ние сите други и вие и медиумите и граѓанскиот сектор ќе се бават со говор на омраза, со инциденти од омраза како и секогаш, и реформите најверојатно повторно ќе бидат колатералната штета. Меѓутоа, не треба да се заборави тоа дека проширувањето во Европската унија беше тема на која што имаше големи забелешки и Франција и Холандија. Доколку Македонија не исполни барем некои од важните реформски зафати, проширувањето повторно може да биде предмет на дискусија на самиот Европарламент од страна на овие две земји, сметајќи дека сепак не сме спремни да влеземе во европското семејство. Не можам да не размислувам дека има перспектива, бидејќи премногу вложивме за Македонија да тргне напред. Ние повторно ќе го дадеме својот придонес и ќе помогнеме за да може да дојде до некаков исход во реформите и за да можеме ние да продолжиме кон тој пат кон кој што сме заложили, зашто сме дале поддршка на оваа влада да не води кон него.